Почитувам председателе, јас се надав дека кога започнавме со денешната седница ќе го промениме начинот на работа, очигледно продолжуваме. Моментално процедуралното ми е насочено за обраќањето на колешката Лидија Тацевска, затоа што процедуралното кое што го зедовме и баравме да се почитува одлуката за основање на постојани работни тела. Имавме јасни и недвосмислени барања кои што се содржани во самата одлука за формирање на работни тела, и тоа е и Комисијата за европски прашања. Баравме Комисијата да се зафати со следење на активностите на владата и органите на државната управа. Ваквите барања потоа и од останатите колеги членови или заменици членови на Комисијата за европски прашања беа доставени исто до Комисијата на европски прашања, нешто што е делокруг на работа и треба да го почитува колешката Лидија Тацевска. Таа се дрзна да земе процедурално, и тоа процедурално не го насочи кон вас, туку спротивно на членот 90, се дрзна затоа што го насочи против колегите, не го насочи да бара да се почитува деловникот, не го насочи да објасни зошто гласаше против кога баравме итна седница за следење на работата на владата, туку имате стенограми, ќе ги погледнете, парафразираше што сме сакале да кажеме. Пред да парафразирате што сакаме да кажеме, објаснете и на јавност зошто како член на Комисијата за европски прашања, кога се повикуваме на одлуката за основање на постојани работни тела, една од нив и Комисијата на европски прашања, зошто гласате против кога бараме да се одржи итна седница на која што онака како што вели одлуката ќе ги следиме активностите на владата. Зошто не сакате седница во која што ќе добиеме сублимирани извештаи од владата, во која што ќе добиеме сублимиран извештај од Министерството за надворешни работи, сублимиран извештај од шефот на државата? Зошто не сакате седница во која вашите колеги и вие ќе дадат мислење и ќе дадат препораки? И зошто го злоупотребивте процедуралното за да парафразирате и нешто што е јасно кажано, да го извртувате, да се користите со неточни, клеветнички тези, да напаѓате, да, пуштете си ја снимката, ќе видите, и затоа сметам дека со вакво процедурално мораме да расчистиме дека нашите процедурални, ниту некој беше навреден, апсолутно, ниту некој беше навреден, ниту беше, вие, јасно кажав, колешката Лидија Тацевска со своето процедурално обраќање бараше од председателот да ни го земе правото на збор, пратени кој што бара да биде имено правото на збор на пратеници во собрание. Пратени кој што предлага бесплатно водење на електронски регистар, на централен регистар да го плаќаат. Тоа се ваши амандмани сега, немојте да ме влечете за јазик. А се што ние баравме е да се почитува одлуката. Нема да дозволиме ваков однос и зборувам и не ве навредувам, туку ја кажувам вистината во интерес на јавноста. И затоа што ваквиот начин на работење не доликува, ќе побарам од вас да не дозволувате да се парафразираме едни со други и да дообјаснуваме што имаме да кажеме. Ако имате предлог, слободно влезете, изнесете го и не навлегувајте во ситуација вие да парафразирате, да објаснувате или да сумирате говори на други колеги пратеници кои што јасно бараат да се следи европскиот пат на Македонија. Не планирав ова да биде дел од моето процедурално затоа што го побарав веднаш после излагањето на колешката, меѓутоа сега веќе е 20 до 16 часот, во исто време со Комисијата за европски прашања се одржува и пленарна седница. На пленарна седница е договорот за заем за локални патишта, еден значаен договор кој што беше предмет на многу медиумско време и меѓусебно обвинување кој го кочел законот. Предлагам сите заедно од овде и барам 1 час пауза за сите заинтересирани пратеници од оваа сала и членови и заменици да можат да го дадат својот глас за законот за локални патишта, за конечно и пред јавноста да го затвориме прашањето кој го спречувал донесувањето, и вие како председател на комисијата и ние како членови и заменици да имаме прилика да отидеме во пленарна сала, да ја дослушаме дискусијата. Има 1 или 2 пријавени, гласањето ќе биде за многу краток период, затоа предлагам 1 час пауза. Ви благодарам и барам.